Неизвестно е како ќе се развива инфлацијата, бидејќи таа зависи од многу фактори, вели поранешниот гувернер и професор Љубе Трпески. Иако се предвидува пад на цените, како и на инфлацијата, Трпески вели дека ќе има влијание и развојот на воениот конфликт во Украина. И тоа влијае на намалување на инфлацијата, меѓутоа се ќе зависи или во најголем дел ќе зависи од тоа што се случува во Украина, дали ќе има на повидок крај на војната и ако нема, дали ќе се заострува таа војна и тоа ќе предизвикува големи диструбанции, така да неизвестност не очекува сите во светот, па и кај нас. Освен руско-украинските односи, влијание врз инфлацијата имаат и цените на енергенсите. Нивната стабилизација на светските берзи ќе значи и намалување на инфлацијата. Па инфлацијата со која што се соочуваме ние во нашата земја е практично светски феномен во цел свет. Ја има и таа е предизвикана главно од порастот на трошоците на енергенсите и храната и зголемените инфлациони очекувања заради војната во Украина. Централните банки, пред се Федералниот резервен систем, Централна банка на Америка и Европската централна банка реагира брзо со нагло зголемување на референтните каматни стапки. На тоа одговорија веднаш комерцијалните банки со зголемување на каматните стапки на кредитите што тие ги одобруваат. За жал не толку зголемување на каматите на депозитите од населението. Економските експерти генерално се оптимисти дека до крајот на годината инфлацијата во земјава ќе биде едноцифрена бројка.